Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва со мене е еден изворен човек, несомнено универзитетски професор, поранешен вице-премиер, амбасадор во Соединетите Американски држави, преговарач своевременно со Грција, господин Васко Нуовски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, благодарам за поканата. Кога човек разговара со личност како вас, има многу широк диапазон на теми на кои може да се зборува, но ајде да почнеме од онаа што е сега во моментов актуелна. Берлинскиот процес во Лондон се одржува самитот на Берлинскиот процес. Тамо се представници од сите земји од Западниот Балкан, вклучително и од Македонија. Тамо е една поголема делегација од земјата. Стандардни теми, стабилност, просперитет и така натаму. Бидејќи сте човек кој што учествувал во овие работи реално зборувано, може од овие и вакви состаноци да произлезе нешто конкретно, суштинско, квалитетно, или се повеќе се сведуваат само на разговори, колку да се каже нешто? Па овој процес, ако добро го анализираме, има за цел, меѓу другото, и да замени она традиционална комуникација помеѓу државите од Западниот Балкан со државите членки и на Европската Унија и во случајов Велика Британија, со цел да се постигне една подобра комуникација која што би можела да отвори повеќе перспективи пред се во економската соработка. Затоа што ако ние се држиме до оние формални канали на комуникација и рамка на соработка, процесот на проширување, Совет за стабилизација и асоциација, комитети за стабилизација и асоциација, веројатно нема да го исполниме целиот потенцијал кој што постои. Сега, Берлинскиот процес, меѓу другото, има за цел дополнително и да ги мотивира државите од Западниот Балкан да ја зголемат нивната соработка, економска, трговска, до некаде и политичка секако, со другите држави од Европа, и секогаш се тие настани од овој тип се добри за изразување на политичката волја, да се даде она декларација дека остануваат посветени на соработката, а од друга страна ние како држави од Западниот Балкан да се обидеме што е можно повеќе да направиме, да отвориме простор за соработка со државите кои што се присутни таму, а не се од Западниот Балкан. Во конкретниот случај ние имаме една, да кажеме, подобра позиција, условно речено, останатите држави од Западниот Балкан, затоа што веќе имаме отворено соработка, односно имаме склучено договори за стратешка соработка и со Велика Британија, и на тој начин мислам дека ова ќе биде една потврда на она што веќе е започнато и евентуално забрзување на проектите кои што ќе бидат дел од таа рамка за соработка во наредните години. Значи, во принцип, никој не ја спори корисността, меѓутоа секогаш имаме некакви, можеби и поголеми очекувања од оно што реално се случува на лице место. Тоа се настани од висок тип, значи присуствуваат. Во ред, Кир Стармер е тамо, премиерот на Британија го води, не е спорно, се појавуваат сериозни луѓе и можеби тука се поважни оние околности од типот билатералните средби кои што се случуваат на маргините. Да, тука присуствуваат и премиери, председатели, голем број на министри, високи функционери од различни институции, каде што може да се отворат нови можности. Ние сме доста високо представени, и премиерот, и повеќе министри се таму, вице-премиерот, така што мислам дека ќе се врати нашата делегација со веројатно дополнување на соработката која што веќе е воспоставена, и очекуваме едноставно добри вести. Така, со Британија сама по себе имаме еден стратешки договор, го спомнавте и вие, многу важен стратешки договор. Ми се чини дека јавноста се уште не е свесна колкава е длабочината на овој договор. Ние се фативме за оние фамозни 5 милиарди фунти, кои што треба што воопшто не се шега, кои што треба да помогнат во инфраструктура и така натаму, железници ќе градиме со британците, и се е тоа одлично. Вице-премиерот Александар Николовски зборуваше дека ова зема замав практично овој договор со средбите со министри за трговија на Британија и така натаму. Меѓутоа суштината на овој договор со Британија е подлабока. Стратешки договор со земја која што се уште е во топ 5 во светот, веројатно, своевремено била и прва, воопшто не е шега. Позиционирањето на Велика Британија на Балканот не е некоја нова работа. Апсолутно, да. Тука имаме и повеќе историски димензии. Сега, за разлика од некои други држави во Западна Европа, Велика Британија
сметам дека малку по суштински пристапува и прави една подлабока анализа кога проценува каде и како и во кој момент треба да се позиционира. Имено во последните 20 години, јас би рекол, ние имаме поместување на влијанијата и во Европа, меѓутоа особено на Балканот. Балканот секогаш е една територија каде што се испреплетуваат сите тие влијанија. Невралгична за жал, да? И сега во периодот кога на Балканот се појавуваат нови ентитети со свое влијание, Велика Британија ми се чини дека со овој договор на некој начин дојде до заклучок дека треба да го засили своето присуство во регионот и преку случувањето на стратешкиот договор со нас, таа едноставно условно речено го ја обележува територијата и го потврдува своето присуство, не дозволувајќи да станат доминантни некои други влијанија. И тоа е нешто за поздравување, нешто добро, нешто што би требало да биде една поука и за други држави од Западна Европа, како на тој начин треба да се заштити европската територија од некои туги влијанија и верувам дека со започнувањето на проектите, со нивната реализација, ние ќе бидеме сведоци дека, например, тој договор не е само нешто што е потпишано заради градење на некаква перцепција, туку суштински ќе придонесе за економскиот развој на државата, а пошироко и во регионот. Затоа што кога ги наблюдувате сите држави во нашето пошироко соседство, главниот извор на нивната трансформација во економска смисла, еве да ја земеме Грција, главниот извор биле фондовите од Европската унија во нивната понова историја. Сега во ситуација кога ние немаме пристап до тие фондови, не сме држава членка, веројатно тој процес се уште ќе стагнира уште некој период. Ова поддршка од Велика Британија се јавува како своевидна алтернатива за развој на регионот на Западниот Балкан. Велика Британија си има своји интереси, тие веќе не се ли членки на Европската унија, меѓутоа го представуваат оној условно речено западноевропски интерес во овој регион и мислам дека кога ќе ги видиме овие први резултати од проектите од таа рамка за соработка со Велика Британија, навистина ќе придонесе и за економски развој и за подигнување на нашиот животен стандард. Ајде речисти ми една работа овдека. Често пати слушам и од колеги новинари и од некои аналитичари велат договорот со Британија не е грешка, меѓутоа 100 пати подобро ќе беше да ги земаме оние фамозни фондови од Европската унија, затоа што тие се често пати грантови, често пати се се добиваат на начин кој што е многу порелаксиран. Ова на Британија мора да го вратиме и покрај добрата камата и сето тоа. Меѓутоа објективната стварност е дека сме ние блокирани. И сега би било убаво и јас да бидам претседател на Франција, ама не сум. Сакам да кажам, договорот со Британија е алтернатива во овој момент квалитетна и исправна, затоа што едноставно нуди можности надвор од оние стандардните што ги добиваме од Европската унија. Реалноста е таа, како што кажавте и вие, значи реалноста е дека ние немаме започнато преговори, а оној огромен дел од тие така наречени структурни кохезиони фондови би ги добили од кога ќе станеме држава членка. Значи ние сме пред еден долгогодишен процес каде што би требало, станувајќи држава членка, да ги добиеме тие фондови. А не во текот на преговорите. Многумина се лажат дека ние ќе добиеме огромни пари во века преговараме. Во текот на преговорите ќе добиеме повеќе од колку што добиваме сега, меѓутоа многу помалку од кога ќе станеме држава членка. Од колку што добила Грција или Бугарија, например. Да. И во тој период кога тие држави стануваат членки, Европската унија има помал број на држави членки, меѓутоа тие се на просекот на економски развој многу повисок. Така е. И тие добиваат многу повеќе пари затоа што треба да достигнат еден повисок просек. Ние сме сега во ситуација кога треба да го достигнеме просекот на економски развој на државите членки кој што е понизок од крајот на 80-тите или 90-тите години. Грција морала да се бори, не знам, да го постигне нивото на Шпанија или отприлика. Не на Шпанија, повисоко. На некој повисок. Да, а ние сме сега просечно е сега, има повеќе параметри таму да не генерализираме, меѓутоа би требало да стигнеме во развојот на една Словачка, на пример, или Унгарија. Што е во ред, што е подобро од сега, но не е тоа што било во минатото. Така. Сега, да, тие ќе бидат добар поттик за нашата економија, со нивото користење ќе придонесат многу за нашиот развој, меѓутоа во моментот ги немаме и нема најава дека во брзо време ќе ги добиеме. И сега кој е изборот? Да останеме
пасивни и да ги чекаме тие фондови да Или дојдат. да најдеме варијанти. Или проактивно да делуваме и да најдеме некакви алтернативи. Постојат многу алтернативи, оно што пред кога го зборувавме, алтернативите се понекогаш и од други центри на влијание и центри на моќ и други ентитети, не дека ние треба да одбиваме се што би можело да дојде како поддршка, меѓутоа ова со Велика Британија, овој договор со Велика Британија мислам дека дава една добра алтернатива и секако ние можеме тие процеси да ги движиме и паралелно. Не значи дека ако имаме договор со Британија нема да имаме со Европската унија или пак со некои други со некои други држави. Тука комбинацијата на нашата дипломатија, надворешната политика со оние кои што ја формулираат политиката на економски развој треба да дојде до еден заеднички став и да видиме што е она што ќе придонесе најмногу за нас на економски план и истовремено да не ги загрози нашите стратешки политички надворешно политички ориентации. Добро, ние дури го сменивме името на Министерство за надворешни работи, му дадовме и трговија, надворешна трговија. Спомнавте проактивност. Се согласувате со впечатокот дека на вистина со доаѓањето на новата влада стана многу по-проактивна надворешната политика во сите смерови или недостасува нешто? Овие резултати што веќе ги дискутираме, тука не е само Министерството, јас мислам дека целата влада, врвот на владата навистина е поприсутен. Дури понекогаш како што можам да анализираме и физички не може да се присуствува на сите тие настани, па доаѓа до некаква приоритизација таму, што значи дека во изминатите неколку години, пред година и половина, години пред промената на власта, постоеше еден празен простор во надворешно-политичката соработка кој што требаше да биде пополнет на еден подобар начин. И во надворешната политика сега едно е да бидете активен со цел да постигнете некаков резултат. Меѓутоа некои политички елити, какви што за жал ние имаме во минатото, веројатно се задоволуваа со некакви внатрешно политички состојби, без да се обидат да искористат дипломатијата, меѓу другото и за економски развој, како што сега тоа се прави, и преку каналите на дипломатијата и комуникацијата што се одвива таму да се обидат да направат некаква ситуација на подобар економски развој. Ние во уште пред 15-тина и повеќе години имавме почетоци на така наречената економска дипломатија со привлекувањето на странски инвестиции и така. И тоа придонесе многу за нашата економија, за подигнување на степенот на вработеност. После промената на власта во 2017 година, како да замреа сите тие процеси, иако беа многу критикувани и тие кампањи за инвестирање во Македонија и постоењето на министри за инвестиции, видовме дека навистина таа структура тогаш носела некакви резултати, после што влеговме во една летаргија, не постоја практично, јас не можам да се сетам на една значена инвестиција во време на владењето на претходната влада, освен може и продолжување втора фаза на некои постоечките инвестиции. И сега ние повторно се враќаме во процес кога дипломатијата ја ставаме во функција на економскиот развој, на привлекување на инвестициите, на зголемување на трговската соработка и меѓу другото резултатите се видливи. Многумина не разбираат колку е ова тежок и сложен процес, особено ако вие дојдете до одредено ниво, па потоа запрете или се вратите назад, па треба да го обновите. Вие сте били амбасадор во најмогната држава во светот 4 години и можам да претпоставам само колку е тешко да создадете вие тамо и познанства и пријателства особено, кои што креираат услови за воопшто некој да рече знаете што, некоја тамо земја на Балканот би била интересна за нешто. Знам дека Виктор Мизон на времето прилично се намачи да ги создаде тие, па се рекламиравме по светски телевизии, па и за тоа не критикуваа, нели? Ги критикуваа нив, не? Затоа што фрлале пари, меѓутоа целиот тој процес е исклучително мачен. Точно, долготраен и тежок и потребна е една координација помеѓу повеќе институции и повеќе ентитети. Не се само министрите за инвестиции, тука е и Министерството за надворешни работи, владата, политичката волја пред се, Агенцијата за странски инвестиции, Дирекцијата за слободни економски зони и секако нашата дипломатска мрежа. Тие критики тогаш ќе ви дадам еден пример, само дека една од поголемите инвестиции дојде благодарение на тоа што еден од раководството на таа компанија при негово патување во странство на една од меѓународните телевизии, телевизиски канали, ја видел рекламата за инвестирање во Македонија. И тоа го поттикнало неговиот интерес. И значи,
Мислам дека целокупната сума исплатена за таа кампања се врати едноставно само со една инвестиција. И долготрајен тој процес ми се чини, ако добро се сеќам, дека за една од поголемите инвестиции овде во слободната зона во Бунарџик преговорите од првиот контакт до камен темелникот на инвестицијата трае 8 години. Значи, тука ние треба да имаме еден широк консензус дека процесот на привлекување треба да биде нешто за што ќе имаме поддршка од сите политички партии. И секогаш, апсолутно. И секогаш, затоа што тој мора да биде континуиран без разлика на промената на власта. И ние своевремено бевме пример. Јас се сеќавам и во Соединетите Американски држави, други држави, амбасадори доаѓа и бараа совет како да го постигнат успехот што Македонија го имаше во привлекување на странските инвестиции, за потоа да дојдеме до една ситуација кога сите инвестиции компании што доаѓаа во Македонија продолжија да инвестираат во соседните држави, а престанаа да инвестираат во Македонија, што според мене се должеше и на прецена недостатокот на политичка волја, недостатокот на способност на институциите што беа во тој период и недостатокот на визија, затоа што еве ако направиме една поголема, поширока анализа во сиот овој контекст на дестабилизација, војни во Русија, Украина, нестабилност на Блискиот Исток, определени се уште отворени прашања во регионот. Основата не само за развојот, туку и за политичката стабилност и за воената моќ на една држава е незината економска моќ. Доколку вие имате слаба економија, не можете да се надевате дека ќе имате силна политичка моќ на регионално или надворешно поле, ниту пак дека ќе можете да ја храните вашата воена индустрија и одбраната. Ова е просто така, да се разбереме. Во случај да дојде до нешто, од каде вие ќе ја опремите вашата армија? Мора да имате силна економија, силен буџет. Што ќе се случеше, еве, например, актуелни се, особено во последните месеци, состојбите на Блискиот Исток. Како ќе изгледаше еден Израел и неговата политичка и воена моќ, доколку немаше силна економија? Така. Значи, Во ситуација кога води војна со 6 држави. Да, инвестициите, внатрешните инвестиции, развојот на стартапи, мали и средни предпријатија, домашно производство, сето тоа е во функција на заштита на државата, меѓу другото и на воено поле. Затоа што економијата е основата за се, а доколку немате странски инвестиции и не ја ставите целата ваша дипломатија во таа функција, мислам дека нема да имаме доволно добра економска основа за надградба на сите други полиња. Ова е добро објаснето, тоа е еден механизам на врзани садови кој што сите параметри мора да се склопат во едно, за да може часовникот да функционира. И тука сакам да ве прашам, бидејќи бевте амбасадор во САД, сега во моментов имаме една ситуација специфична, би рекол, во која што дел од амбасадорите нови кои што треба да одат не можат да отидат се уште заради блокада во комисијата, во собранието, ако не се лажам. Меѓутоа, не ми е таа темата, туку прашањето ми е треба ли да инвестираме повеќе во нашите амбасади, во амбасадори, генерално во нашите представништва. Факт е дека ние на стратешки места имаме само по неколку луѓе, на други места по еден човек најчесто сам се снаоѓа, сам на себе си е секретарка, да не ме свати некој погрешно, буквално сме во таква ситуација, а многу мина па замеруваат за тоа ли ќе фрламе пари. Суштината е дека да, тамо треба да се фрла пари, ова кој сака нека го свати погрешно или не погрешно, затоа што тука лежи зајакот практично. Точно, дипломатијата е скап спорт. Скап спорт е, не е спорно. Но или ќе го играте како што треба, или воопшто не треба да го играте, да се појавувате на теренот. Повеќе параметри се тука клучни. Прво, Македонија има една широко распространета дипломатско-конзуларна мрежа. Постојат повеќе погледи дали може би имаме амбасади во некои места каде што не би требало да ги имаме. Вообичаено е оној принцип на реципроцитет, да имаме амбасада таму каде што во држава каде што има кај нас, да. Меѓутоа, мислам дека и нашата дипломатија би требало да се фокусира пред се на државите и да ги зајакне оние амбасади, наши дипломатски конзуларни представништва во државите од каде што ние би можеле да имаме некаква инвестиција, односно да имаме голема трговска и економска соработка. Секако, политичкиот момент е тука значаен и ние не можеме да ги задоволиме сите потреби. Идеално би било ние да имаме повеќе од 100
амбасади и конзулати во светот, меѓутоа не можеме тоа да го издржиме. Не зборуваме за идеално, зборуваме за оптимално, што е оптимално, да. Сега мислам дека би било добро на некои 5 до 10 години да се прави една анализа колку од постоечките представништва и наши дипломати ги исполниле своите задачи, односно дали постоењето на наша, сега да не споменуваме конкретни примери, наша амбасада во определена држава е исплатливо или не, дали имаме инвестиции од таа држава или не, дали имаме зголемена подобрена политичка соработка и во тој контекст сметам дека ние во изминатите 15 години имавме повеќе, отворивме прва амбасада во Латинска Америка, во Далечниот Исток, Средна Азија. Се уште според мене сме малку представени, само едно представништво во Африка за цел континент, да, од каде што ги покриваме голем дел од државите. И тоа е едното ниво. Второто ниво е колку ние имаме ресурси да ги издржуваме тие амбасади и во смисла на присуство на дипломати, затоа што вие ако имате амбасада која што има само еден или двајца дипломати, многу тешко можете физички да постигнете да присуствувате на настаните кои што се случуваат во тој главен град или во таа држава. Затоа што дипломатијата, како што кажавте вие, често пати се доживува како некаква професија каде што само се не баре екстравагантно, се оди по приеми, да. Се оди по приеми, ручеци, вечери и така натаму. Меѓутоа, во суштина сите параметри во една дипломатска комуникација се насочени кон подобрување на стандардот во државата. Представувањето на државата е процес кој што значи представување заради подобрување на соработката со таа држава. Сега, особено е тоа видливо кога ќе дојде до некаква, би рекол, згустена ситуација, односно кога има војна или кога има некаква трговска санкција, блокади и така натаму, или пак некаков поединечен настан, се бара каде е нашата амбасада, дали функционира и така натаму. Подобро е да имаме еден континуиран зајакнат пристап, односно да имаме присуство на доволен број на дипломати, барем во оние држави кои што ги сметаме за приоритетни, истовремено стратешките места и во меѓународните организации каде што сметаме дека треба да има доволно добра представеност со цел да ги застапуваме нашите интереси таму. Сега сме ние членка на НАТО, тука е секако ОПСЕ, представништвото во мисијата при Европската Унија, Обединетите нации, така што ако сакаме да имаме добри резултати, треба да имаме добра представеност. И во, спомнавме дека е скап спорт, во секој спорт мора да имате добра опрема и добро обучени поединци со цел вашиот тим да остварува добри резултати. Секако тоа не е идеално, меѓутоа процесите кои што се движат, сметам дека неодамна имаше и во Министерството за надворешни работи едно буџетско заекнување и нов закон кој што според мене ќе придонесе за подобрување на состојбите таму. Да, веројатно нема да биде повторно идеално, но ќе биде подобро. И мотивацијата на дипломатите ќе биде малку зголемена, со што можеме да очекуваме подобри резултати. Добро, уште еден момент има, не беше некоја тајна дека во времето на господинот Димитров и во времето на господинот Бојар Османи имаше дипломати кои што се условно кажано во бункер заради нивната политичка определба или така натаму, едноставно мора да седат со години во Скопје. Јас мислам по лоша работа од тоа дипломат да го оставите да седи дома не постои. И не ни смее да има таков реципроцитет во наводници, него луѓето кои што професионално се занимаваат со оваа работа, навистина треба да ги заработат своите пари. Тоа е прашање на проценка на функционерите кои што раковаат со таа институција, односно кои раководеле во минатото. На крајот на денот, вие кога сте во една таква позиција, јас ќе го споделам личното искуство, секогаш ќе имате ќе сте исправени пред еден избор дали личностите, поединците со кои што располага институцијата да ги ставите во функција или не. И некои веројатно функционери се одлучуваат да не ги стават во функција заради некакви политички процеси, реваншизам или така натаму. Меѓутоа, на крајот на денот, ако тие дипломати биле ставени во функција на нашата надворешна политика, резултатите ќе бидат резултати на целата институција, на целата држава, вклучително и на функционерот кој што раководи со таа институција. Значи, се она што ние располагаме, не располагаме со многу, но сето она квалитетно со кое што располагаме треба да се стави во функција. Најпосле во дипломатијата вие, ако имаме ние
еден консензус што се целите на нашата надворешна политика, не е толку значено кој бил амбасадор во чиј мандат, кој кога бил вработен, кој колку мандати имал во претходните години, се она што значи квалитет во дипломатијата треба да се искористи за државата да има резултат и конечно да имаме резултати во надворешната. Убаво рековте, ако имаме консензус што е нашиот заеднички интерес, се покажуваше во овие години дека ние немаме консензус и тоа е главниот проблем. Ние имаме ситуација во која што сега буквално во предизборието една партија излезе со нов предлог за црвени линии. Морам да признам, тоа беше многу чудно. Претходно не сум среќавал во кампања за локални избори некој да зборува за нов пристап во надворешната политика, меѓутоа и тоа се покажа на крајот на криштата со резултатот од овие избори, а кога сме веќе кај тоа, овие избори покажаа практично каква е реалната ситуација на теренот, кој е кој, ако така може да се каже. Се користат многу математички формули, мене тоа ми е забавно. Сега се пресметува, овој изгубил толку, овој добил толку, овие значи сега има надолен пат, овие има... Суштината на теренот е дека ВМРО ДПМН на моментов има 30 и неколку општини кои што директно ги освои, ќе оди веројатно преку 50, тоа е апсолутна доминација. СДСМ се најде во ситуација да брои едноцифрено, и сега вие можете со бројките да се играте, нели? Математички формули дозволуваат се, но реалноста на теренот, гледам и други партии, левица се обидува да докаже колку советници, не знам што. Праксата на теренот е неумолива. Па сега можеме да ги разбереме. Еве, сите оние што се обидуваат да направат една алтернативна математика, да наречеме, затоа што едноставно мора да имаат некаква приказна и пред своите поддржувачи и пред јавноста. Не е тајна дека имаше помал одзив на овие избори и дека кај сите политички партии... Што е иначе природно. Да. На локални избори секогаш се гласа помалку отколку на парламентарни. Да. И ние имавме и минатата година парламентарни избори со еден висок одзив и еден, би рекол, висок резултат. И логично е и граѓаните да се и малку заситени од политика и веројатно интересот за овие локални избори не беше таков како што е вообичаено за парламентарните избори. Сега, мислам дека ние сме исправени пред неколку процеси тука кои што можат да предизвикаат некаква промена на политичката сцена. Имено повеќе од 30 на години ние имаме една ситуација во која што двете најголеми, условно речени досега, најголеми политички партии беа ВМРО ДПМН и СДСМ и се менуваа на челната позиција во владеачките коалиции. Сега според мене овој пат што го гледаме од страна на се уште најголемата опозицијска партија ја става во една зона на опасност согласно поддршката која што ја добиваат. Ако ги гледаме во изминатите деценија или две, случувањата во соседните држави, многу политички партии кои што беа и владеачки, едноставно исчезна. Обично ПАСОК се зема како пример. ПАСОК е само еден пример, кој што можеби е најдрастичен, меѓутоа еве сите оние што ја следат овој процес можат да ги видат и државите од регионот, како на пример Србија. Таму имавме Демократската партија на поранешниот премиер Џинџич и председателот Борис Тадич, да. Речиси нерелевантна, да. Точно. Во соседна Бугарија беше Сојузот на демократски сили, партијата која што практично внесе Бугарија и во НАТО и во Европската унија. Долги години беше владеачка партија и повторно исчезна. Партијата Српската радикална партија исто така во Србија. И некои од партиите во Хрватска, Бугарската социјалистичка партија сега од владеачка, мислам дека на 5 или на 6 место е во некакви коалиции, така што мислам дека постои една опасност и за СДСМ доколку не преземе радикални чекори да влезе во таа зона на опасност од исчезнување. Радикални чекори, вака кога ќе кажете, се разбира, може се толкува на различни начини. Јасно е сепак вие што зборувате, таму се неопходни, иако не сме ние тие што ќе им делиме памет, сериозни реструктурирања, реформи и така натаму, освежување и на човечкиот потенцијал и на доктрината, веројатно, бидејќи имам впечаток дека се загубија во просторот и времето. Ние се навикнавме, сакам да кажам, од независноста наваму СДСМ игра. Некој велат државотворна улога, не е важно. Факт е дека е секогаш број 1 или број 2,
со ВМРО ДПМН и сега имате првпат ситуација кога параметрите покажуваат дека веќе не е навистина во некои делови. Вие во Скопје имате ситуација во која што каја Шукова како кандидат на СДСМ само заврши четврта на изборите. Четврта. За малку петта. За малку пета во Да, советите, да. мислам дека и се и пети. Да. Значи, една ситуација која што јасно покажува дека оваа партија навистина оди, не велам во пропаса, не е тоа, меѓутоа оди во толку надолен тренд, а од друга страна па политиката не дозволува празен простор, некој мора да го пополни и не знам николку е тоа добро, ако е природен процес, нешто што ако едноставно им завршило времето што се вели, тогаш е така. Меѓутоа, можеби не е добро ни за актуелната власт да имаме ситуација во која што првата, се уште опозицијска партија е неупотреблива. Тогаш вие немате доволен простор за објективна критика, за реални предлози. Туку ќе добиете една смеса која што не знае самата што со себе, тогаш вие функционирате. Тоа според мене не е добро ни за власта, затоа што секогаш е добро да имате една силна опозиција која што ќе биде коректор, која што ќе придонесува за еден баланс и можеби звучи и малку апсурдно, меѓутоа на власта и треба силна опозиција за да ги контролира и сите своји структури. Не може врвот на раководството на владата или на една владеачка партија да внимава што се случува на сите нивоа и тука е улогата на опозицијата, секако медиумите и останатите фактори, да алармира кога некој процес се одвива или постојат некакви грешки и на тој начин и помага на власта да се подобри и да стане поуспешна. Парадоксално, но точно. Да, тие се параметрите. И сега, доколку СДСМ продолжи со овој надолен тренд, тие, да не забораваме, на овие избори изгуби и неколку традиционални коалициски партнери, Точно. на што меѓу другото се должи можеби и падот на бројот на гласови. Меѓутоа, просторот што го споменавте вие е заземен од една релативно нова политичка партија, ако тие постојат повеќе од, мисля, чини 10 години, претходно имаше некакви невладени структури како основа на таа партија. Доколку тие ја зајакнат својата поддршка и го заземат традиционалниот простор на левицата или центар левата гласачка структура во Македонија, мислам дека ќе дојде до една дополнителна фрагментација во опозицијската сцена, што од една страна е добро за владеачката партија да има комотно мнозинство, меѓутоа од друга страна и таа ситуација може да стане прекомфортна и да се впушти во некакви процеси за кои што ќе нема доволна контрола. Затоа верувам јас дека и СДСМ ќе направи некаква анализа и во однос на кадровскиот потенцијал со кој што располага, во однос на идеологијата, позициите. Но тие велат сега за сега не е лошо. Тој е проблемот. Излегува лидерот на партијата и вели па не е лошо. Подпредседателката вика па добро, ако ги видите перспективите, може да излезе дека дури е и добро. И сега се ноѓате па малку зачудени, што е добро. Да. Повторно ќе речам, нивна работа, меѓутоа сепак на крајот на денот мора да направат една анализа каде се прво идеолошки, каде е СДСМ денес идеолошки, каков е кадровскиот потенцијал, какви се влијанијата на определени структури таму, какви им се односите со некои поранешни раководства и структури, дали тие придонесуваат или не придонесуваат за нивната поддршка кај гласачите, каков е нивниот однос со и коалицијски потенцијал, каков е односот со помалите политички партии. СДСМ беше партија која што секогаш имаше, условно речено, поголем коалицијски потенцијал во оние помали етнички заедници. Сега сето тоа не постои. И инсистираше на тоа. Како ВМРО нема потенцијал, како кај нив е тоа загарантирана работа. Која е нивната визија за тоа каде треба да се движи државата и доколку пристапате кон една сериозна анализа, сметам дека СДСМ има потенцијал кој што треба да биде искористен. Во изминатите 30 години ти има и релативно успешни поединци, функционери. Несомнено. Кадровскиот потенцијал и нивото на таа партија пред 20 години беше прилично високи, на едно повисоко ниво отколку што е сега, но мислам дека СДСМ страда еден процес на губење на идеологијата од пред некои 15 години, кога дојде до еден пресврт таму и на структурите. Се сеќам дека кога
се избираше еден од поранешните председатели, се славеше таа доминација на руралните структури врз урбаните. Така е. И мислам дека СДСМ беше запоседната од една рурална структура која што беше спротивна на дотогашните принципи, дотогашните вредности. Не случајно одлевањето од СДСМ и во ЗНАМ и во некои други структури се должи меѓу другото според мене и на тоа што СДСМ ги напушти оние вредности кои што ги застапуваше во 90-тите. Ако сакате и во однос на националните интереси, внатрешната политика, надворешната политика, незамисливо е според мене, еве ние не сме толку возрастни, меѓутоа се сеќаваме дека незамисливо би било да структурите на СДСМ, председателот Киро Глигоров например, или некој од премиерите да се согласат со нешто што се согласи СДСМ во времето на заедно. Да. Значи, доколку се направи, еве една ретроспектива, лесно е тоа денеска со технологијата и архивите, кои биле ставовите на тоа раководство на СДСМ, на тогашните премиери, министри за надворешни работи, председатели, ќе видите дека СДСМ ги напушти вредностите и не случајно се случува ова што се случува. Нема споредба, апсолутно. И сега има уште еден момент тука, некои велат дека во обид да ја врати до вербата, условно кажано, и да се врати идеолошки во некој прифатлив правец, СДСМ би требало да оди малку екстремно во правец кон оно што го диригира, односно што го зборува левица како алтернатива. Левица е радикална, ако сме реални во некои ставови, не во некои, во најголем дел од нив, тие буквално сакаат да го вратат левичарството од времето пред Втората светска војна, отприлика она дури и целата терминологија им е таква, на некој му е симпатично, несомнено. Меѓутоа, дали ќе биде мудро за СДСМ да се обиде во тој правец? Според мене, во изминатите десетина години СДСМ изгуби еден од слобовите на својата идеологија, тоа е антифашистичката борба. Многу важно. Кое што беше киднапирано, киднапирано од левица. Значи, ако темелите, па и формално, СДСМ денес е наследник на Сојузот на комунистите на Македонија предходно, кое што се роди од движењето во Втората светска војна. Напуштањето на тие вредности, а напуштањето пак беше во правец на прифаќање на оно што беше прифатено и со Грција и со Бугарија, мислам дека придонесе за еден идеолошки пат. Пред сека е определена една гласачка структура, традиционално верна на СДСМ, и дополнително, освен таа идеологија, мислам дека СДСМ кадровски се затвори. Односно, ние практично во изминатите години и да не гледаме некое ново лице, кое што се приклучило на СДСМ затоа што ти има добра идеологија, добра визија, затоа што верува. И ако беа долги години на власт и претходно има определена структура и на локално ниво, едноставно нивната идеологија и нивната партија не е атрактивна за нови лица во политиката. Општо, можеби и сите партии имаат некаков пат во тој поглед, меѓутоа СДСМ едноставно не може да достави понуда кај гласачите со која што гласачите ќе се идентификуваат. Сега, дополнително се тие оптоварени со оние афери, скандали, индиции за криминал и така натаму, што им отежнува ситуацијата. Меѓутоа, тука треба да стапи на сцена и нивната совест на членството и на луѓето кои што се одлучувачки таму, дали и со кои личности СДСМ може да оди во победа, а со кои ќе стагнира и оди наназад, со назадување во бројот на гласови. И пак е повторно, јас сметам дека таа една партија со традиција има своја улога и во независноста, имала нивните идеолошки претходници, има улога во минатото и би било штета да згасне и затоа сметам дека би требало да се охрабрат можеби некои поединци таму или некои кои што биле дистанцирани, едноставно да ја задржат или да се обидат да ја вратат СДСМ на старата идеологија, која што ќе биде еден соодветен партнер на ВМРО ДПМН во политичката борба и ќе може да се спротистави во даден момент. Така. И уште еден пократок коментар, веројатно во албанскиот блок условно работите се нешто покомплицирани, вреди победи, релативно е тоа затоа што дури повторно доби повеќе гласови, меѓутоа на клучните места вреди или Вленија заврши работата, или ќе ја заврши, го доби Сарај, го доби Чаир, во Тетово води, нивниот кандидат дуи може да се пофали со победи во релативно
мали општини и опште впечатокот дека оваа партија исто така е зрела за тешки реформи или во спротивно ќе го заземе местото на СДСМ, односно ќе оди во правец кон понатамошно фрагментирање. Знаете, повторно, малку историски, на кој начин беше создадена таа партија? Апсолутно. И како екзистираше, како функционираше на политичката сцена и веројатно тоа ќе биде начинот и на кој што ќе се намалува низиното влијание. Затоа што едно е вие да играте постојано на една иста, условно речено, етничка карта. Меѓутоа, проблемите со кои што се соочуваат нивните гласачи, проблемите со кои што се соочуваат албанците во Македонија, се истите проблеми со кои што се соочуваат и македонците и сите други, апсолутно, се разбира, да. Значи, ако вие имате една представеност на определена етничка заедница, таа треба да се бори и за економскиот развој, и за подобра инфраструктура, и за инвестиции, и за подобро здравство, образование, затоа што најпосле штетата што се прави од оваа структура најмногу се чувствува во етничките заедници и структурите на гласачи кои што ја поддржуваат таа структура. Значи, политичките партии кои што ги застапуваат албанците би требало најмногу да се залагаат за подобрување на нивната економска ситуација, за подобрување на нивниот економски стандард, а многу помалку со оние условно речено прашања кои што доминира во 90-тите години. Национал романтика, да. Национал романтика, која што нема да донесе ништо подобро за нивните гласачи. Ајде да се префрлиме малку на сосема на крајот на емисијата на теми од буквално од светски карактер. Буквално денеска излезе една вест дека претседателот на САД Доналд Трамп влегува во многу ова Reuters го објави, затоа ми е интересно. Влегува во многу сериозна војна со така наречената длабока држава во САД, еден термин кој што и кај нас често пати се користи, некои го преведуваат неговите непријатели, овака ми делува прилично некоректно како израз, меѓутоа факт е дека направена е некаква меѓуагенциска соработка при што според оваа информација десетици луѓе, членови на ЦИА и на ФБИ и на највисоките раководства таму и во Сенатот и во Конгресот и воопшто во неговиот кабинет се собираат по 2 пати неделно за да се направи план, стратегија како против длабоката држава која што во САД има наистина исклучително влијание и денешен, ако ја работи очигледно спротивно на ова што сегашната администрација на САД го смета за исправно. Тоа, како што кажете вие, не е нешто туѓо и за нас и ние имаме определени структури тука кои што без разлика на тоа кој е на власт, која политичка ги гледаме и тие си функционираат во една своја паралелна структура, да речем. Затоа се вели длабоката држава функционира подлабоко од оние површински слоеви и во администрацијата, па и во медиумите, граѓанскиот сектор, на локално ниво, најмногу во определени безбедносни структури, да, што на некој начин не е компатибилно со политичката визија на структурата политичката структура на власт. И во Соединените американски држави тоа е особено видливо. Претседателот Трамп во неговиот прв мандат се соочи со огромни отпори внатре во администрацијата благодарение на влијанието на тој концепт, таа структура. А изгледа дека тогаш не го разбра тоа доволно длабоко. Мислам дека во тој момент можеби и тој самиот и луѓето од неговиот тим не беа доволно подготвени да се соочат и не сватија колку е сериозен овој противник и колку е сериозна ситуацијата и колку навистина треба за да се победи тој, затоа што навидум се изгледа едноставно гласачите го даваат својот глас, се менува политичката структура и добиваме една нова идеологија. Сега кога имате внатрешен отпор во сопствените редови, тоа е многу потешко и тој како и во многу други процеси кои што ги започна, некој ги заврши, мислам дека е решен овој пат сериозно да расчисти со длабоката држава во американското општество и на тој начин да го ослободи просторот од нивното влијание, не само до крајот на неговиот мандат, туку и за некои идни претседатели, без разлика дали се тие од
Демократската партија или од Републиканската партија, затоа што тие на некој начин киднапирајќи го она влијание внатре во администрацијата, ги оневозможуваат и политичарите кои што се директно избрани од граѓаните да ги спроведуваат своите политики и се обидуваат да се спротивстават на секоја политика, секоја политичка структура која што не е во согласност со нивните ставови. Вие бевте 4 години во Вашингтон како амбасадор. Колку е променета? Вие бевте од 2014 до 18. Да. Колку е променета Америка од тогаш до сега? Имате и контакти и постојано разговарате, можеби одите повременно. Навистина ли е драстично променена Америка во однос на што беше пред 10 години? Па, Америка мислам дека и пред 10 години беше променето од она што било пред 20 или 30. Тоа е едно прилично динамично општество во сите сегменти. И во демографската структура, и во политичката афилијација, и во развојот на определени дебати кои што можеби не постоеле пред повеќе години. Она што, например, е највидливо е соевидната операција што ја презема сега председателот Трамп за стабилизација на безбедносната состојба во главниот град, во Вашингтон, кој што практично... Што просто звучи лудо, дека во САД, во Вашингтон, некој треба да стабилизира состојбата со безбедносна употреба на национална гарда, практично на војни структури. Сега, сето тоа е резултат, според мене, и на оној комфор во кој што беше влезено американското општество пред се левицата, Демократската партија, која што не посвети доволно внимание на сите овие прашања. Определени процеси кои што значеа намалување на безбедноста се резултат на политиките на претходното раководство таму на Демократската партија и безбедносните структури, традиционалните, полицијата, едноставно не беа во можност да ја гарантираат основната безбедност на жителите на главниот град на Соединетите американски држави. И не само во главниот град, тука се и Чикаго и некои други, Њу Јорк можеби е следен на листата. Развојот на Америка како економија и како општество отвори, за жал, простор и за пораст на криминалот и загрозување на безбедноста во изминатите децении. Меѓутоа, доколку имаме една соодветна структура која што ќе одговори, тоа е под контрола и е стабилизирано. Во изминатите 7-8 години сметам дека тогашната власт не беше во состојба да ја контролира таа ситуација. Не беше во состојба или не сакаше? Да, помалку и од двете би рекол. Знаете зашто кажувам ова? Неодамна се врати мој пријател од САД, човек кој што е одлично информиран и човек кој што има сериозни врски во тамошното општество, изборуваше дека во Лос Анџелес, например, отворено зборувале дека буквално воопшто не се грижеле кој влегува како илегален мигрант. Значи се пуштало се што доаѓа. Значи тоа е за нас, овие наши мали граници и можности е несватлива. Америка е огромна, меѓутоа буквално секој што влегол му рекле окей, еве тука си живее, без да се провери дали е криминалец, дали е било што. Тоа е една од најдрастичните разлики и она што председателот Трамп уште во својата кампања за вториот инсистираше дека ќе го запре. Да, има така наречени зони каде што нелегалните мигранти не смеат да бидат протерани, затоа што тука им се гарантира безбедност од страна на локалната власт. Да, која што е па спротивна на централната, да. И во целата таа ситуација огромен број, десетици илјади, ми се чини, нелегални мигранти со криминални досиеа, пред се од државите од Средна и Латинска Америка, Средна и Јужна Америка, присуствува и на политичката сцена, ако сакате. Затоа што нелегалната миграција и поддршката за нелегална миграција од страна на Демократската партија во суштина придонесе и за пораст на криминалот таму. И вие имате Америка самата како општество е резултат на миграцијата. Тоа е едно од оправдувањата беше тоа, да. И тука паѓа во сите обвинувања за некаков расизам или ксенофобичност и така натаму, затоа што и оние мигранти кои што се легално таму, кои што легално престојуваат или оние кои што легално стекнале државенство, во суштина беа најголеми противници на нелегалната миграција, затоа што тие не поминале кон тој пат и суштината на привлекувањето на мигранти
на американското општество е да се привлечат најдобрите, најквалитетните кои што може да дадат Така е, природен а не талогот, американската. апсолутно. Се сеќавате во текот на првиот мандат имаше председател Трамп една средба со висок представник на една од скандинавските држави и вели ние би сакале да имаме мигранти од скандинавските држави повеќе и би ги пречекале, а не од државите од каде што доаѓаат овие криминалци, едноставно речено. Така што сметам дека тоа е резултат и на политиката. Председател Трамп започна да се справува и со таа состојба таму и на безбедносен план и на менување на политиките кои што ќе оневозможат на тамошна дестабилизација и пораст на криминалот преку ограничување на нелегалната миграција. Повторно имаме тука силни критики, тоа е жестока дебата со години, под влијание меѓу другото и на длабоката држава што претходно ја споменавме, но верувам дека ќе извојува победа повторно, ќе ја стабилизира безбедноста во овие градови, со што ќе даде и добар пример за тоа на кој начин треба да се справат државите со нелегалната миграција и во други делови од регионот, например во Западна Европа. Да. Сосема за крај, вие имавте привилегија да се познаете со Трамп, да го видите? Во една прилика, да. Намерно ве прашувам, бидејќи актуелните политичари што можеле да се видат со него или се виделе, не може да зборуваат на тоа. Како е впечатокот да се седи со Трамп? Ова веќе баш на... Видете, тој е нетипичен политичар. Тој не припаѓа на оние... Воопшто не е класика, да. Да, и многумина... Тука влезе во една замка и самата една од телевизиските мрежи која што поддржува традиционално левицата, влезе во замка кога му отвори најголем простор него, во сите потенцијални кандидати за председател за Републиканската партија во неговиот прв мандат и на тој начин му направи една услуга. Тој е неконвенционален и во ставовите, и во говорот, и во политичката комуникација, меѓутоа се покажа дека тоа е нешто што недостасуваше на американската политичка сцена и тоа е нешто со кое што се идентификува најголем број на американски гласачи. Тој можеби ги поедноставува работите за полесно да ги разберат сите граѓани, пристапуваат, нели се нарекува таа некоја трансакциона политика, бизнис ориентиран во политиката, меѓутоа тоа е тоа што дава резултати. Резултатите што ги гледаме на меѓународната сцена, повторно многумина го критикува, за многу негови чекори на меѓународен план, доведува до ситуација кога за прв пат во поновата американска историја еден американски председател е поздравен и поддржан од поранешните председатели и неговите противкандидати за некој негов чекор во надворешната политика. Тоа беше склучувањето на договорот во Газа. Да. Во Газа, да. Така што од луѓе кои што претходно екстремно го да не речам го мразеа. И сите тие сега, он е традиционален историски мејнстрим на американската политика, го поздравуваат председател Трамп затоа што на неконвенционален начин дошол до таков резултат, а сите тие, употребувајќи и конвенционалните методи, не можеле да постигнат никаков резултат во таа област. Што е само по себе многу интересно. Васко Едномовски, професор, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас. Да, и тука завршува уште една работна недела на Заспи, ако можеш, почитувани пријатели. Се разбира, утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.